Добро вечер во уште едно издание на емисијата Директно. Вечерва разговараме за проблемите на работниците, односно она што се случуваше со минималната плата и што допрва ќе се случува. Нема напредок во преговорите за минимална плата. Трпението на работниците, како што самите најавија, е при крај. Синдикатите велат дека не гледаат светло на крајот од тунелот. Владата според нив нема слух ниту за барањата, ниту за реалниот притисок од растот на цените. Од Сојузот на синдикати најавуваат протести до крајот на јануари, штрајкови можни, блокади, па дури и можен генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор со едно барање, минимална плата, која што веќе не треба да биде 500 евра, како што беше првото барање, туку 600 евра и изголемување од 100 евра за сите останати плати. Владата останува на позицијата дека ќе има само законско усогласување во март. Бизнисот предупредува на ризици од зголемувањето на платите, а Македонија речиси е на дното во регионот по висината на минималната плата. Кој бега од одговорност, кој калкулира и дали улицата станува единствениот притисок за промени. Вечерва во Директно на оваа тема разговараме со Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Добар ден, добре дојдовте во студиото. Добра вечер, бидејќи е зима. Тони Јаревски, пратеник на ВМРО ДПМН. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам на поканата и можноста да продискутираме. Благодарам и Миле Бошков, Бизнис конфедерација, делот практично што ќе го застапува ставот на она што се вели бизнис заедница. Трендафилов, требаше веќе на 20 да се знае кога, како и што се следните чекори на ССМ, со најава дека јануари ќе биде месецот на протести за она што го најавивте. Дали беше тоа преамбициозна најава или веќе имате можни датуми за одржување на вашиот протест? Во текот на утрешниот ден се состануваат највисоките органи и тела на Сојузот на синдикатите на Македонија, на кои ќе бидат во проширен состав и со гранските синдикати. И на седницата ќе се одлучи кога ќе започне протестот кој работниците го бараат од ССМ, а ССМ мора да испочитува нивната волја, затоа што ниту владата, ниту работодавачите се договорија до крајот на минатата година и желбата да го подобрат животниот стандард не ја гледаме. За жал, 25-та година бевме оставени како работници на ветрометина да се снаоѓаме кој како знае и умее. Со порастот на трошоците за живот, влошениот животен стандард и ниските плати. Се обидовме на последната седница на Економско-социјалниот совет аргументирано преку една сеопфатна анализа која ја подготвивме да ги елиминираме сите изговори кои тие ги има цела година наназад. Меѓутоа не сакаа да не слушнат, не сакаа да се договорат, владата... Дори има една законска формула која што ја штити минималната плата и степенот на зголемување. Од таа не сте задоволни? Барате промена на... Зборуваме за дополнително зголемување на работничките плати. Не е проблем само минималната плата. Проблем се ниските плати кои ги примаат се поголем број на работници. Од друга страна, владата наместо да ги симне розовите ночери, води држава која е најсиромашна во Европа и работници кои се најсиромашни исто така во Европа, како да не водат грижа ниту работодавачите од друга страна кои патем ќе бидат виновни веројатно и за првиот генерален штрајк во јавниот и во приватниот сектор кој ќе се случи оваа година, затоа што одбиваат да седнат со синдикатите и да преговараат и да разговараат, не затоа што тоа е желба на поединци, затоа што тоа е насушна потреба за унапредување на животниот стандард. Дополнително, на самиот почеток на оваа година, сите влади во регионот подадоа рака на работниците и ги зголемија минималните плати. Србија, Албанија, Косово, во Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија веќе да не ги ниту спомнуваме. Црна Гора веќе знаеме дека 600-800 евра е минималната плата која веројатно и таму оваа година ќе се зголеми. Вие ако владеете со сиромашен народ, со сиромашни работници кои имаат 379 евра минимална плата, а директорката на управата за јавни приходи мислам дека токму во една од вашите студија кажа дека 16.000 работници се со плата под 23.000 денари. Ако тоа не ја загрижува владата, треба да ја загрижи тоа што 73%
од вкупниот број на работници во Македонија имаат плата под просечната плата. Ако тоа не е доволен аргумент и ако знаете дека минималната плата во моментот е за 6.000 денари под прагот на сиромаштија кој е на 31.200 за едно семејство, тогаш сте свесни дека работниците ви одат на работа, а се сиромашни, добиваат плата, а се сиромашни. Благодарам. Значи, тоа ќе биде еднодневен протест кој што ќе се организира каде? Пред владата, пред собранието? Започнуваме на почетокот на наредната недела. Во прва фаза тоа ќе биде протест на кој се повикани сите работници кои не добиле зголемување на нивните плати, кои сметаат дека нивните плати се ниски, сите работници на кои социјалните партнери не им ги почитувале колективните договори, не им го почитувале законот, сите работници кои сметаат дека се потешко живеат и сите работници кои не можат да врзат крај со крај месец јануари. Во текот на утрешниот ден ќе имаме пресконференција на која ќе објавиме токму денот, часот и местото на почетокот. Се разбира дека Сојузот на синдикатите на Македонија овие пораки ќе упати до пратениците, имајќи во предвид дека тие беа глуви на нашите барања минатата година, не го поднесува предлогот кој го достави Сојузот на синдикати на Македонија на пленарна седница, ниту пак низ комисиите за зголемување на минималната плата. Се разбира дека пред работодавачите ќе го искажеме нашиот револт и нашиот гнев од нивното одбивање за разговори, одбивање на зголемување на работничките плати и протестот ќе заврши пред владата онака како што го правиме тоа 10 години наназад. Добро, благодарам. Сега веќе можеме да ги чуеме аргументите и на представниците на власта, би рекол, иако доаѓате од претеничкиот состав, меѓутоа од делот на оние што го сочинуваат мнозинството. Јаревски, еве, зошто се нема слух за позначајно зголемување на минималната плата? Еве да се обидам да проложам во насока на кај што заврши преходниот дискутант и да се обидам во она што се сложуваме. Како што рече, ќе се трудиме да се испочитуваат колективните договори, законските одредби и легислативата која што детерминира оваа проблематика и јас за тоа во тој сегмент целосно се сложувам. Бидејќи самата легислатива е така направена за да може да направи основа да бидат сите права задоволени, а од друга страна да имаме основа за развојот на државата. Се над или под тоа треба да сите обиди да бидат под тоа треба да се осудат и тука треба да се постапат институциите и органите доколку имаме детектирано такви случаи на кршењето на законите. Но од друга страна законите треба да се почитуваат. И јас се сеќавам кога беше донесена формулата со која што се пресметува минималната плата, во кое време и како тоа триумфално и синдикатите и тогашните представници на власта тоа го презентираа пред јавноста. Значи нема тука разлика. Од трета страна не е ова изолиран остров. За да имаме ситуација во која што ќе имаме услови за развој на државата, треба да бидат сите засегнати страни задоволени и да имаат основа за нивно задоволство. Не само работниците, туку треба да имаме и деловната средина и се разбира политичка клима која што ќе има разбирање за сите страни во насока тој процес да го потпомогне. И нашиот став по однос на тоа прашање беше јасен. Се разбира дека прави владата и представниците на мнозинството се што можат да ги подобрат условите во државата. Ја можам да укажам на неколку моменти кои што стоја како фактографија да имаме како стои за дискусија понатаму во емисијата. Можеме да укажеме на една галопирачка инфлација која што успеа да се стабилизира, една разрушена држава кај што беа направени мерки за незина консолидација, веќе имаме буџет кој што има сериозни развојни компоненти, признаени од сите релевантни фактори. Можеме да укажеме дека инфлацијата веќе можеме да проектираме на 2,5% на крајот на наредната година, не се веќе двоцифрени бројките. Имавме ситуација кога храната едно време беше дури и близу 30%, значи тие се мерки на стабилизација кои што се во интерес на сите. Социјалните трансфери оваа година беа околу 206 милиарди денари, што се предвидени во буџетот, обезбедени се средства, проекциите се реални, 7% е проектиран растот на платите и некаде околу 10% растот на пензиите. Така да, од тој аспект, јас не би сакал генерално да фокусот да биде на минималната плата, но еве ќе се сложам да биде нашиот фокус
кон зголемување на просечната или зошто да не и максималната плата која што нашите работници ја добиваат и кој што е во основа добар дел каде што е директно соодносот меѓу работодавецот и работникот. Добро, но за тоа нема законска основа да се разговара за максималната плата. Не сум ја против државниот интервенционизам. Но тој постои само во минималната плата и таму може да се интервенира. Бидејќи минималната плата е притисок многу често и вештечки врз реалните услови кои што стоиме. Поентата за она што сакав да кажам да дискутираме за просечната или за максималната плата е во насока на тоа дека и синдикатите, и работодавците, и ние како политички чинители или општествени чинители сите треба да не бидеме насочени во размислувањето како да ги подобриме условите за работа на работниците, како да ги зголемиме нивните вештини, како да произведуваме високотехнолошки производи, да даеме како поквалитетни услови, нешто што ќе можеме да оприходуваме така да не расте и бруто домашниот производ и развојот на државата генерално. Благодарам. Бошков, можно ли е да се разговара за овој тип на зголемување што синдикатот сега го бара, односно колку тоа реално може да го издржат компаниите? Самостојните вршители на дејност и микро и малите компании не може да го постигнат она што го бараат моите колеги од синдикатот, затоа што економијата не е стационирана само во Скопје, каде што и обемот е голем, туку и низ целата територија на државата. Така да ние не смееме да пропуштиме да кажеме дека се грижиме за сите работодавачи, од микро до најголемите, меѓутоа сега проблемот е веќе кај микроработодавачите, занаечиите и така натаму, да не ги редам сите. Она што го слушнав од моите колеги во емисијава е на она што и ние сакаме да се приклучиме, дека можеби е потребно да се разговара за минимална плата, можеби е потребно да се разговара за поддршка од државата. Јас не велам субвенционирање, меѓутоа можеби станува збори за олеснување. Многу пати сме разговарале со владата дека она што го на оно што се приклучуваме како барање со зголемување, можеби треба тој дел на покачувањето да биде ослободен од социјални придонеси, а да биде оптоварено, така да кажам. Тоа беше и официјално барање на една од коморите, колку што знаеме. Тоа беше наше барање на претходната средба. Да, на претходната средба, каде што конкретно побаравме дека можеби за покачувањето само ќе треба да се плати персонален данок, а останатите социјални придонеси кои нема да го намалат буџетот и фондовите, туку само ќе ја зголемат на некој начин. И каков одговор добивте или гледате ли имали чувство дека тоа може да се добие? Во овој момент немаме такво чувство, бидејќи еднострано и само од еден нагол не следиме економската состојба и деловната клима во земјата, туку гледаме дека мораме да разговараме за развој на повеќе сектори и на повеќе мерки, како би можеле навистина да очекуваме дека ние заедно со владата имаме шанса да се осврнеме кон работниците и кон барањето на синдикатите, за да може да им се зголеми платата. Меѓутоа, напоменувам дека можеби е време и за револуционерен социјален диалог, секторско договарање на секторско колективно преговарање, вклучувајќи ја и минималната плата во секој еден сектор, за да можеме да го надминеме овој проблем кој ни се повторува секоја година. Ние разговараме за минималната плата и Бошков, можеби... Да, владата неколку пати повтори на тие средби дека ќе прифати се што ќе прифати бизнисот. Што може бизнисот да прифати во овој момент од барањето за минимална плата? Првичното беше 500 евра, сега е 600 евра. Тоа зависи од секој сектор. И да генерализираме дека бизнисот може да прифати одредена минимална плата или одреден износ на минимална плата, а во тој случај ние се соочуваме со конфликт на интерес, бидејќи за едни преговараме дека е висока минималната плата, а за некои преговараме или се договараме дека е ниска минималната плата. И затоа протажираме секторско колективно договарање за и вклучувајќи и минималната плата, како би можеле не само да го развиеме социјалниот диалог, туку и да ги приближиме секторските синдикати со секторските организации на работодавачи. Трендафилов?
Чаре? Мислам, еве ги слушаме ставовите и очигледно далеку е. Ќе ми дозволиш само неколку аспекти. ССМ минатата година подаде рака на работодавачите и бевме многу близко, морам да бидам искрен. Ако се искрени и тие ќе го кажат тоа. Да си подадеме рака да се зголемат платите, владата да субвенционира, да поддржи, да уплати директно придонеси во фондовите, на таков начин да им помогне на граѓаните, кои патем тие пари нема да ги однесат од Македонија, ниту пак ќе ги заштедат во банка со 18% ДДВ, 18% директно ќе вратат во буџетот веднаш, затоа што ќе пазарат производи кои им се неопходни, но кога се случија нападите од страна на владата, работодавачите се изземаа од одговорноста, плашејќи се за себе, што е многу нормално. Нападите врз ССМ? Нормално, затоа што ССМ го зборуваше тоа што го зборуваат работниците, оние кои немаат глас да го кажат тоа, како што можеме ние да го кажеме, патем затоа и постоиме. Од друга страна, морам да бидам искрен дека во 2022 година со огромна поддршка на пратеничката група тогашна опозиција го променивме законот за подобрување точно така, за подобрување на животниот стандард. Беа со нас заедно на 40 степени, ќе видиме дали сега на -4 ќе ни се придружат за зголемување на работничките плати. Но Македонија се разбира дека не може да биде изолиран остров, но да биде црна дупка е недозволиво. Синдикалната минимална кошница денеска ја објавивме. Патем секој 20 во месецот ја објавуваме и таа покажува колку тешко се живее во Македонија. И денеска таа покажа дека добивме како работници уште една недобра честитка за 1000 денари, близу 1000 денари, 921 денар е зголемена вредноста на истата. Тоа значи дека на едно семејство близу 1000 денари му недостасуваат од сега натака и секој месец. Но почитувањето на законите кое треба се разбира во една правна држава да се случи, значи усогласување на работничките плати за 25 евра или за 1500 денари. Работа на синдикатите е да се изборат за повеќе. Се бориме за дополнително зголемување на минималната плата, дополнителна помош на работниците. Но забораваме нешто. Почитувањето на законите денеска значи близу 250 евра зголемување на функционерските плати, на 1080 избрани и именувани функционери во Македонија со февруарската плата. Затоа што просечната плата ќе порасне за околу 10% минатата година. И ако ги почитуваме законите, недозволиво е некој да вреди 10 пати повеќе од некој друг, некој да добие 250 евра плата зголемување, а некој да добие само усогласување од 25 евра. Знаете, лесно е да кажете дека ги почитуваме законите во Македонија, но ако се фалиме дека сме трета, втора, не знам, прва економија изминативе месеци, ако се фалиме со растот на економските параметри и ако зборуваме само за тоа, а не зборуваме за унапредување на животниот стандард на работниците, повторно се сведуваме на тоа да имате работници кои ќе бидат на работа, ќе примаат плата, а ќе бидат сиромашни. Како Сојуз на синдикати на Македонија, цела година изминатите 7-8 години и наредната година ќе го правиме тоа што најдобро знаеме, ако не сакаат да не слушнат на маса, ќе не слушнат од улица. Не, жалосно е тоа што не сакаат да ги признаат и да ги прифатат аргументите кои им ги ставивме на маса. Жалосно е тоа што се подсмеваа со таквите аргументи затоа што не биле од релевантни институции. Жалосно е тоа што сметајќи дека аргументите кои ги собрал Сојузот на синдикатите на Македонија од Народната банка, патем таму беше продуктивноста на македонските работници кои патем му генерираат на работодавачот помеѓу 5 и 10.000 евра нето добивка по вработен во годината, или пак од Државниот завод за статистика кој покажува дека вкупниот број на вработени се зголемува наместо да се намалува со растот на платите од 2022 година до денеска, или пак од Централниот регистар тоа што на секоја една затворена компанија две нови се отвараат и да ни велат најдете порелевантни податоци и дојдете вратете се на масата, ќе седнеме, ќе ги разгледаме и ќе разговараме, сметаме дека е несериозно, непринципелен пристап кон работниците. Тоа што ние го велиме е тоа што работниците не станува збор за пазар на суети, ние зборуваме за пазар на аргументи. За пазар на трудот зборуваме. Може ли да зборуваме за за пазар на трудот, зборуваме за тоа што 11.500 македонски работници до септември добија работни дозволи во Хрватска, а владата денеска увезува 10.000 работници да ги заменат или слично. Така да тоа е за тоа што да се развие дебатата. Повелете, Јаревски. Државата не сме да дозволи
да биде за некого мајка, за некого маќа. Значи, доколку сте принципиелни, треба да бидеме подеднакво на сите општествени членови, како што укажавме и преходно. И легитимно е. И добро е синдикатите да се трудат за што е можно поголеми права на работниците. Добро е да се разговара, добро е да се изнајдат начини, добро е да бидеме креативни. Се е тоа добро, но секогаш мораме да ги имаме можностите прво во предвид и второ да ги имаме во предвид другите засегнати страни, односно бизнис заедницата. Не смееме да дозволиме сакајќи да излеземе во пресрет или да бидеме симпатични или популистички спрема на голема маса на граѓани како што се работниците, за да направиме проблеми на деловното обкружување и наместо да ги подобриме условите да останат без работа. Бидејќи тоа ултимативно ќе се случи, доколку вие не издржувате да го понесете товарот и притисокот кој што ви е наметнат, едно од ризиците е да можат фирмите и бизнис заедницата да почнат со отпуштање на работници. Тоа е првата работа што треба се укаже. Нема да укажам на урамниловката на другите штетни последици од самото имплементирање или форсирање на минималната плата, но затоа и велиме. Државата е посветена, владата навистина има сериозна намера и затоа е до тука ставот. Она што ќе се договорат работниците и работодавачите да биде подпомогнато од владата и прифатено од владата. Тоа е единствената формула во оваа ситуација, кога она што е пропишено со законот за законското зголемување за кое што се обезбедени средства, обезбедени се пари и реално ќе се случи во текот на годината и доколку тоа не е доволно, тогаш оние што се директно засегнати, работодавачите и работниците, доколку на заеднички став, заедничко мислење, заеднички настап, владата е спремна да истото го поддржи. Сметам дека тоа е и навистина коректно и реално одржливо. Да работниците добијат поголеми примања, од друга страна да не бидат дестимулирани во развојот, односно да не обремениме работата на бизнис заедницата. Така да комплексно прашање е, висината на платите секаде во светот е работа во која што е најспецифична, но велам дека доколку проложи искрениот диалог, доколку се земат предвид и додека се влези во самиот разговор и во самиот диалог искрено, без криени намери, доколку се земат предвид сите околности во кои што се наоѓаме, треба да се гордееме со параметрите кои што ги укажи преходниот, бидејќи тоа е одраз на развојот на државата. Тоа е одраз за растот на БДП, така е. Тоа значи дека и работниците работат во подобри услови, тоа значи дека имаат подобри средства за работа, се имплементираат понови технологии и треба да се гордееме сите како чинители во општеството. Од тој аспект треба се разговара и треба се најде некој решение, доколку се наоѓаме во некој ќорсокак, во кој што не верувам. Имаше сега една сесија во декември, чинам дека беше, верувам дека тие разговори ќе проложат, но во меѓувреме она што е обезбедено да имаме континуиран раст на платите и оние законски определби за кои што сте обврзани како држава да бидат исполнети спрема бизнисот и спрема работниците. Се извинам само малку пред да ви дадам збор. Велите, не верувам дека се наоѓаме во ќорсокак. Пред неколку минути синдикатот најави протести од следната недела кои што ќе траат и ќе почнат и ќе завршат пред владата барем во првичниот ден. Каде го гледате можноста за излез од ова? И бидејќи прво што ќе биде вашето барање за владата, ве кажете ми на тие протести? Бидејќи ако излегувате на протести, мора да кажете тоа што е барањето на работниците, сосема ќе го пренесе на владата и на работодавачите. Во декември, бидејќи во државата обожаваме да се водиме од анкети. Сојузот спроведе анкета на 1600 репрезентативен примерок, 1600 испитаници кои побараа да до крајот на минатата година минималната плата порасне на 600 евра и да се зголемат сите останати плати за 6000 денари или за 100 евра. Тоа што ние го бараме како представници на работниците не е само зголемување на минималната плата, туку зголемување на сите останати плати, затоа што знаете во Македонија последните податоци за првите 9 месеци минатата година покажаа енормни профити на работодавачите. Дури на тие што им беше намалена добивката повторно метроцифрена во милионски износ. Добро, но како што вели Бошков, тоа е од сектор до сектор, од компанија до компанија. И се разбира дека овие изговори ги слушавме и во 2021 и 2022 година, кога и тогаш протестиравме и штрajkувавме за зголемување на минималната плата, а не за усогласување. Знаете како, ако чекаме како работници на владите, без оглед со должна почит кон сегашната, но и на работодавачите, од 2011 година до денеска минималната плата ќе изнесуваше 19.000 денари денеска.
ако не се изборевме за промена на моделот и за дополнително зголемување на тогаш минималната плата од Бошков. 2800 денари. Но работодавачите, ќе дозволите само кратко, на работодавачите, пак ќе повторам, на почетокот на годината и сега тоа го зборуваат. Потребна им е поддршка и помош. Ние како работници им подадовме рака и се уште им подаваме рака. Државата треба да свати дека од средствата на работодавачите, од средствата на работниците се полни буџетот. И државата доколку не зазема страна, тогаш ќе зазема најлошата можна страна, затоа што бизнисот секогаш ја има моќта на капиталот. Работниците имаат само моќта на нивната бројност. Една година се убедуваме за потребата од зголемување на минималната плата, една година едната страна ни вели да, вие договорете се, а другата страна ни вели ако овие викаат договорете се, ние не се договараме. Да. Кога Повелете. државата, ние се сеќаваме сведоци с неја, со можеби малку помлад, кога државата интервенираше во насока да ги дефинира условите и заплатите и направи еден систем каде што работниците нели само управување го имаме, знаеме како заврши таа приказна. Државата денес треба да направи услови за да може сите да работат квалитетно. И работниците, и бизнис заедницата. И во тие услови тука можеме да дискутираме. Но ако вие барате да се наметне нешто надвор од постојните можности на едните или на другите, бидејќи пазете, ако веќе сега дискутираме за работниците, ја верувам дека бизнис заедницата првиот одговор што ќе биде и ќе ви укаже на јазот помеѓу сегашните актуелните плати и продуктивноста што имаме во Македонија. И тоа како истото се рефлектира. Така да важно да ги имаме условите, а условите како се протокуваат преку законските решенија, преку моделот за кој што укажавте дека преку синдикалните го извојуваа и беа сите задоволни. И тој модел продуцира определена минимална плата. И повторно кажувам, минималната плата не е тежиштето на кое што треба да се стремиме како држава. Зошто го велиме тоа? Бидејќи минималната плата може би била одлика за дискусија доколку имавме, не знам, 25 или 30% невработеност како што имавме. Сега имаме континуиран пат на невработеност, очекуваме оваа година да заврши на негде 11-11,5%. Минималната плата би требало да биде производ на условите на пазарот, на пазарот на труд. Вие ако недостасуваат работници, се разбира дека пазарните механизми си прави да еден работник колку што е поквалитетен да има поголеми примања. И го говориме тоа и од аспектот на јавниот сектор и во однос на приватниот сектор. Така да повторно ќе кажам, едно е да укажуваме за минималната плата која што треба да ги ефектира серија на струки или сектори како што сакате вие да укажете, каде што доминираат некои со алатки за работа кои што не се сложени, процеси кои што се прости така натаму, или пак да бидеме фокусирани кон развивање на деловното обкружување, на условите на работа на работниците, кај што ќе можат да имаат современи орудија за работа, современи системи, имплементација на нови решенија кои што ќе генерираат многу поскапи и подобри производи и услуги. Бошков? Знаете, овака како што се случува во емисија, малце диалогот во владата е побалансиран и работодавачите понекогаш земаат збор. Меѓутоа, интересно е да се напомене дека моите колеги во емисијата го спомнаа пазарот на трудот, меѓутоа исто така морам да напоменам и за слободната пазарна економија која делува според потребите на засегнатите страни. Кога станува збор за работодавачите, ја морам да кажам дека де факто диалогов не се случува само пред медиумите, туку ние имаме комуникација и со владата, и со синдикатите, и надвор од медиумите во непосредна комуникација и со синдикатите и со владата. Во моментов договараме дека е неопходно да го развиваме диалогот и како што Слободан вели, ја подаваат раката на работодавачите, де факто ние сакаме низ диалог да ја подадеме раката на општеството, на работниците. Неопходно е, дефинитивно, очигледно е дека е неопходно да се договараме подобро, за да можеме сите да се опфатиме. Бидејќи се правени анализи, да ви кажам само, или за вашата јавност, да ви кажам дека само 5% од сите компании во Македонија минатата година прикажа профит над 5%. И тоа е погубно за растот на македонската економија. И тука може да има и изигрување на системот, бидејќи начинот на поднесување на даночните пријави и завршните сметки можеби е дискутабилен.
Меѓутоа, тоа не треба да го зборам јас, тоа треба да го говори државата, за да знаеме како ќе го цениме и прометот, и приходот, и продуктивноста која спомна и моите колеги. Меѓутоа, одговорно ви тврдам дека во Македонија продуктивноста може да се измери и ја мерат само помеѓу 200 и 250 компании кои знаат што е продуктивност. Дури не сметам дека ни во јавниот сектор се мери продуктивноста на прав начин, низ формули, низ системско поставување на работните задачи и низ оперативност на работниците. Јас колку што разбирам од досегашниот тек на емисијата, ние не можеме да се договориме ни за тоа каква е македонската економија. Апсолутно. Дали е трета во Европа по растот, дали е далеку од тоа како што вие велите во однос на профитабилноста која што компаниите ја покажуваат, или е пак премногу добра како што велите вие Трендафилов и треба да пораснат платите. Видите, И сега кој е ставот? Ставот е дека треба да продолжиме да се договараме и дека треба да продолжиме ние како лоби организација, покри тоа што сме издружение на работодавачи, ќе мораме низ транспарентен регистар да ги поднесуваме сите мерки кои ги имаме во план и кои ги имаме изразработено некогаш и со синдикатите, некој пат и со нашите членки и останатите асоциации на секторско ниво. Сакам да објаснам дека неопходно да разговараме и за деловната клима. Минатата година не разговаравме за деловната клима. Фокусот беше кредитот од Унгарија и тој е потрошен, меѓутоа условите треба да ги предоговараме, за да можат сите компании да почувствуваат добивка од одредени средства. Исто така, парафискалните трошоци кои не сме ги разговарале, мораме да ги разговараме. Царинските отстапки, инфраструктурата, владењето на правото, тоа е дел од потешкотиите со кои се соочуваат компаниите, за да можат на крајот на криштата да ги покачат платите на работниците. Меѓутоа, секој во својот проблем има решение ако го разговара со засегнатата страна, другата страна, тоа е владата и работниците. Затоа велам, неопходно е да седнеме и оваа монотонија на социјален диалог, оваа монотонија на преговарање за минимална плата за сите, еднаш да ја надминеме, за да можеме да одиме исчекор понапред и да бидеме примери за другите. Не сакаме да се споредуваме со останатите земји во светот, а ние да имаме различен проблем од нивниот проблем. Ние имаме наш проблем. Ние имаме наша бизнис клима. Ние имаме наша работна сила. Ние имаме наша квота од 10.000 работници и ние имаме над 50.000 работници кои работат во странство. Тоа е нашиот проблем и тој проблем треба да го решаваме. Без да се споредуваме која економија е подобра, колкав е обемот на економијата и зошто ние не го правиме тоа или зошто не знаеме да го правиме тоа. Благодарам. Одиме на куса пауза за реклами и се враќаме во студиото. Повторно во студиото на Директно продолжуваме таму каде што застанавме. Трендафилов, дали минималната плата е прашање на економска можност или на политичка волја? На политичка волја и па на економска можност. Зошто? Затоа што примерите кои ги гледаме во регионот покажуваат дека без поддршка на власта или на владата тешко е да се изборите за подобрување на животниот стандард. Зошто? Многу пати сум го кажал, тоа ќе го повторам и сега. Владата има политичката моќ да одлучува дали ќе унапредува, уназадува, подобрува, влошува и слично. Работодавачите имаат моќта на капиталот, а работниците имаат само моќта на бројност. И затоа ние цела година зборуваме, кога гледаме дека не нас слушаат, мораме да излеземе на улица. Но не е само политичката волја во прашање или економската можност во прашање. Повторно ќе кажам, сите податоци од 2022 година, затоа што во 2022 година се направи пресек, се зголеми дополнително во 2022 година минималната плата. Сите податоци не покажуваат негативни импликации ниту кон бизнисот, ниту кон државата, ниту кон работниците. И затоа сме сигурни во
во тоа што говориме, а работниците најдобро знаат, еве. Ако направите вие едно истражување или интервју, и ако ги прашате граѓаните како ќе го врзат овој месец крај со крај, ќе ви кажат дека до 15 преживуваат, од 15 натака и секој кој како знае и уме, но пак ќе кажам, денеска имаме на 50 километри од Скопје минимална плата од 550 евра, или од 430, или од 470-80 евра. За среќа на работниците имаат многу поголем избор од колку во минатото, кога мораат да седат и да работат за ниски плати, да немаат избор да променат работно место и слично. Затоа и ги спомнав податоците со растот на бројот на вработени кој веќе 700, 705, 708 илјади во Македонија. Тоа значи дека пазарот на трудот сам се регулира од нископлатени работни места, работни позиции тешки, заминуваат во повисокоплатени работни и профитабилни компании и работни места. И не се намалува бројот на вработените, но пак ќе кажем, квалификуваните работници имаат избори, заминуваат од Македонија. Податоците кои ги споменав и пред малку од Хрватска за 11.500 наши сограѓани да добијат работни дозволи, тоа значи дека да смеат да работат регуларно. Миле спомна една бројка 50.000, можеби повеќе работат и во сивата зона. Но ако гледате во Македонија, дека се финансираме со кредити, а најголемиот двигател на инфлацијата не се работничките плати, туку директното вбрзгување на пари во компаниите. Еве 250 милиони евра беше споменато, 250 милиони евра на пример според истражувањето на Finance Think делот на придонеси за задолжително социјално осигурување кои работодавачите не ги плаќаат на работниците. Државата ги има парите. Неспорно е тоа, не се правилно распоредени или некој не сака да ги прибере. Тоа што ние го говориме е дека минималната плата ќе го врати достоинството на македонскиот работник. Ако замислете, вие отворите по социјалните мрежи, по медиумите и слично и гледате вест, минималната плата во Србија се зголемила, минималната плата во Албанија се зголемила, минималната плата во Косово се зголемила. Секаде се зголемила минималната плата, а од друга страна имате социјални партнери кои велат ние само ќе го почитуваме законот или народното усогласување на минималната плата од 25 евра или 1500 денари. Не ви зборуваат за зголемување. Не ви зборуваат дека ќе водат грижа за вас за вие од месец март или од месец јануари, како нашите колешки и колеги во регионот ќе имате дополнителен финансиски бенефит, тогаш е проблем, но не зборуваме само за минималната плата. Темата се нафрли дека треба. Ако не може да издржи бизнисот и реалната економија, дека вештачко зголемување на минималната плата, мислам тоа беше ставот. Еве 2022, јас да го поставам како прашање. 2022-2025 сите податоци покажуваат дека не трпел бизнисот, дека не трпела државата. Добро, Јаревски повелет. Значи минималната плата вели не е достоинство. Затоа кажав многу што почетокот. Не рековме ќе го вратиме да се бориме за зголемена просечна плата, да се бориме за максималната плата. Минималната плата е екзистенција. Ние треба да се трудиме. Таа притисок на другите плати. Апсолутно. Значи, сакав да го кажам добар и фактот што го кажа уште еден Трендафилов. Дека имаме добар слој на работници кои што заминуваат од нископлатените работни места, се усовршуваат, ги зголемуваат нивните вештини, веќе доаѓаат на места кои што се повисоко платени. Што исто така работа која што можеме се гордееме. Збориме за вкупниот број на вработени кај зголемен. Со тие фотографијата користам на колегата тука што ги укажа, што значи дека за да има повисоко платено место, значи имале и подобри направени услови и средства за работа, што исто така го зголемува платата. Сега, исто така сведоци сме сите каде што владата прави се што може, ги направи сите услови. Вие рековте парафискалните данъчки, сега да не одземам времето од емисијата да ги укажам сите реформи што ги направивме во делот на дигитализацијата, на регулаторната гилотина. Веќе има чекори кај што тоа се прави, треба време, динамиката е добра, реформската агенда исто така се исполнува кој што е во конотации, во насека на ова што го укажавте. Кредитот за кој што беше уплатен не беше за стимулирање на инфлацијата, затоа изреагирав дека не се сложувам. Беше стриктно насочен кон подобрување на условите за работа и инвестиции во средства кои што ќе го зголемат и надгледат производството на компаниите и сметам дека до сега искуствата од бизнисот се добри и се радувам што повторно имаме барање за следната веќе траша
со применети искуства од претходниот кредит, кај што едно добро искуство се бара да се преси понатаму и во иднина. Така да тие се чекори за кои што укажуваат параметрите, за кои што укажува вклучително и тука денешните говорници укажуваат дека работите се движат, дека се во добра насока. Доколку веќе неколку пати се укажува за моделот од 2022 година и доколку истиот е имплементиран во законот и доколку истиот сега се применува и доколку истиот за сите искажува задоволство, а не генерира на негативни ефекти на, како што тврди синдикатот во економијата, тогаш зошто би правеле проблем? Од каде знаете дека дополнителен вештачки притисок нема да направи проблем? Зошто да не дадеме простор на овие текови кои што очигледно имаме конфирмација од сите релевантни фактори и домашни и странски дека се движат работите во правилна насока. Бидејќи ја верувам дека синдикатот е задоволен што имаме тренд на кој што работниците веќе се движат на поистоко платени работни места. Верувам дека бизнис заедницата е задоволна кога има добар кредит кој што го искористи да го зголеми нивниот бизнис, да купат добра опрема, да ги прошират нивните технологии и процесите. Зошто да го обременуваме со проблем некој кај што може да значи застој, наместо се фокусираме, наместо да биде moving target, кон работите што може да се најде заеднички јазик, да се видат сите можности реално, а владата укажа до сега дека доколку се најде таков момент, меѓу работодавачите и синдикатот истото ќе го поддржи. Бидејќи лесно е да се најде проблем, тешко е да се најде решение точно, но многу е важно да се движиме и да се трудиме истите да ги најдеме тие моменти кај што ќе можат сите страни да бидат засегнати, да не бидат оштетени, да бидат задоволни, а при тоа државата да има свој раст. Ако дозволиш само кратко. Според управата за јавни приходи, над 60.000 денари имаат само 50.000 работници приходи во Македонија, вкупно. Во Македонија, ако знаеме дека по управата за јавни приходи имаме 530-540.000 работници кои примаат плата, тоа е 10%. Добро. 73% од вкупниот број на работници или 360-370.000 работници примаат плата под просечната плата. 33% од овие 540.000 работници примаат плата под 30.000 денари. Добро. И тие каде работат? Ние за каква клима да зборуваме кога работниците не можат да го врзат крај со крај месецов? Ние не сакаме да не разберете вие погрешно дека ние сега сакаме да направиме проблем на бизнисот или проблем на владата. Не, работниците стварно не можат да преживеат и да врзат крај со крај. Просечнава плата, ако ние сакаме да дигаме 10%, например, ако се зголемеа минималната плата, минатата година, платите на вработените конкретно во јавниот сектор за 12,6%, колку што порасна просечната плата, или оваа година ако се зголемат платите на вработените во јавниот сектор за 10%, ако земеме дека просечната плата ќе се зголеми за толку, тогаш ќе имате многу мал број на работници за кои ќе им треба финансиска поддршка на работодавачите во приватниот сектор, како држава да им помогнете, односно не да им ги давате парите нив тие да ги злоупотребат. Тие не сакаат да го направат тоа. Ќе ги префрлите директно од буџетот во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, наместо да правите дотации од не знам колку милиони евра. Само ќе ја скратите, нема да ја викате дотација, туку ќе ја викате финансиска поддршка за бизнисот која ќе ги покрива придонесите на вработените. Вие секако ги направат покачување на сите нива во компанијата. Секако ги. Или пак ќе направите негативен ефект од уравниловката, кај што минималната плата ќе притиснете до одговорните места. Кај што бараат сериозни познавања и сериозни вештини за разлика од минималната. Ако паметите, минатата година од работодавачите произлезе предлогот субвенционирање, односно даночно ослободување, финансиска поддршка, како сакате кажете го, за растот на сите плати, затоа што работодавачите сакаат да ги вреднуваат и другите работници, да им ги зголемат платите и побараат до 6.000 денари тоа да биде. Да може да бидат ослободени од придонесите за тоа што сакаат да го платат и највисоко квалификуваниот работник и најниско квалификуваниот работник за 6.000 денара да може зголемат платата, за да може да ги задржат и двајцата, затоа што и двајцата им се неопходни за водење на бизнисот. Но ако ја сведуваме дискусијата само на растот на минималната плата, веќе ни беше ставено до знаење дека државата нема проблем за минималната плата, дека многу мал број на работници според државата, не знам зошто се тие податоци, многу мал број на работници примаат минимална плата, а се вработени во јавниот сектор, што се разбира дека не е точно. Но пак ќе кажам, минатата година имавме можност да си подадеме рака и владата и работодавачите и работниците. Ние тука не зборуваме дека ова е барање на Сојуз на синдикатите на Македонија. Ова е барање директно од работниците, од овие 370.000 кои немаат можност да го кажат.
И затоа ние сме должни да го пренесеме. Јас знам дека сите ќе се согласиме дека е потребен раст на платите, дека нема човек во Македонија што ќе каже дека не треба да се зголемат платите. Но ако работодавачите ви укажуваат на некаков модел и владата минатата година ќе морам да споменам, се иззема од таа одговорност. Рече кога виде дека синдикативе го поддржаа едноставно барањето на работодавачите да добијат овие даночни ослободувања, финансиска помош, поддршка и слично, и владата веднаш рече ние апсолутно не се согласуваме со тоа придонесите да бидат замрзнати, да плаќа некој друг за има да си ги платат сите плати. Владата имаше ставот кој што се уште стои. Доколку се договарат работодавачите и синдикатите, владата ќе го прифати. Се стои и на тие разговори таму кај што вие стоите, во таа размена на аргументирана дискусија би требало да се посочи. Доколку се најде заедничка точка меѓу работодавачите и работниците, при тоа работниците да бидат задоволни, а работодавачите да не бидат оштетени, да имаат услови каде што во тие околности сметаат дека работниците ќе бидат дополнително мотивирани и попродуктивни, тогаш нема проблем. Со задоволство владата ќе прифати било какво решение кое што сите страни ќе бидат задоволни. Па еве утре нека излезе владата, нека каже дека ќе направи финансиска поддршка на работодавачите во приватниот сектор за зголемување на платите. На сите плати до некој износ до 6, до 9, до 10 денари, ќе видите дали нема да се договориме. Морам да се вклучам. Напоменуваме дека не бараме финансиска поддршка, туку бараме олеснување за покачувањето. Терминологијата, извини, да. Не, да бидеме прецизни, да не бидеме сватени погрешно, нема ништо лично во ова. Меѓутоа, бараме олеснување за покачувањето, плюс да си ги платиме персоналниот данок заради трансферот на пари кон приватни лица, односно кон работниците. Меѓутоа, има една друга работа што сакам да ја напоменам. Постојано се разговара околу можноста да се подобри деловната клима и тоа е поврзано со минималната плата и тоа е поврзано со економскиот раст и нормално вложувањето, она што се најавува како вложување во инфраструктура, во капитални инвестиции и така натаму. За жал, нема утре ни за време на протестите, ни во март да ги подобри состојбите во економијата и затоа е неопходно да бидеме сите вклучени во диалогот. Тоа го напоменувам, можеби сум досаден веќе, меѓутоа го напоменувам дека мораме да разговараме со синдикатите за да можеме поединечно да разговараме за минималната плата и за сите услови во сите сектори. Бидејќи разговараме за економски параметри, разговараме за пазар на трудот, меѓутоа мораме да разговараме во рамките на овие параметри, во рамките на оваа дискусија, мора да разговараме за неконтролираната ни сива економија, ни работа на црно, која го прават нашите работодавачи и нашите работници. И лошо го контролира тоа нашата држава. Благодарам. Многу пати сме, само уште ова да го докажам, многу пати сме поддржале државата и владата дека мора да го зголеми инспекцијскиот надзор во сите инспекции, за да може да ни помогне ова што го разговарам. Тука ќе го повикам прилогот на колегата Стојанчев околу растот на минималната плата во регионот. Се разбира и други аспекти кои што може да помогнат за тоа да сватиме зошто и каде каскава Македонија во однос на останатите земји. Само Косово од земјите во регионот во новата година влезе со пониска минимална плата од Македонија. Највисоки минимални плати во регионот се добиваат во Црнагора, каде што е 600 евра. Во Србија минималната плата се движи од 505 до 580 евра во зависност од тоа колку работни часа има во месецот. Во Федерацијата БиХ во Босна и Херцеговина минималната плата е 525 евра, а во Република Српска 511 евра. Во Албанија од нова година минималната плата е 444 евра, а во Македонија 397 евра. На крајот е Косово со минимална плата од 384 евра. Професор Зоран Ивановски вели дека покачувањето на платите мора да оди заедно со зголемувањето на продуктивноста, зашто инаку може да предизвика поголема штета отколку корист. Доколку се оди упорно на концептот со административни мерки да се зголемува минималната плата, на тој начин се зголемува и ризикот од појава на повисока стапка на невработеност. Во Црнагора минималната плата за луѓето со завршена виша школа или факултет не може да биде пониска од 800 евра.
На почетокот на 2022-та, владата во Подгорица ја зголеми минималната плата од 250 на 400 евра, а во 2024-та на 600 евра. Зголемување од 2,5 пати за помалку од 3 години. Во Србија минималната плата е одредена по цена на работен час. Од нова година се зголеми за 10%, откако 3 месеци претходно се зголеми за 9,5%. Во најкраткиот месец, февруари, кој има само 160 работни часа, минималната плата ќе биде 505 евра. Во најдолгите месеци со 184 работни часа, минималната плата е скоро 580 евра. Во Босна и Херцеговина платите во двата ентитети, Федерацијата БиХ и Република Српска, се разликуваат. Од нова година минималната плата во Федерацијата БиХ е 1027 марки, односно 525 евра. Во Република Српска е 1000 конвертибилни марки, односно околу 511 евра. Дополнително, Република Српска одредува минимална плата и во зависност од степенот на образование, па оние со 3-годишно средно не може да добиваат помалку од 537 евра. Со 4-годишно средно образование 25 евра повеќе. Со виша 1350 конвертибилни марки, а со факултет минималната плата е 1450 конвертибилни марки, односно над 740 евра. Албанија од нова година ја зголеми минималната плата за 25% и сега е 444 евра за просечно работно време од 174 работни часа месечно. Во Македонија минималната плата е 397 евра. Во март треба да има законско усогласување на платите, кое се очекува да биде меѓу 1500 и 2000 денари, односно уште околу 30 евра. Косово од нова година ја зголеми минималната бруто плата од 350 на 425 евра. Минималната нето плата е 384 евра. Од 1 јули ќе има ново покачување на бруто платата на 500 евра, со што нето платата треба да достигне 450 евра. Ако нема поголемо зголемување од законски предвиденото во март, може да се случи во втората половина од годинава Македонија да остане со најниска минимална плата во регионот. Да, го погледнавме прилогот на колегата Стојанчов. Еве ги гледаме параметрите, бројките, гледаме и што професорската фела ни кажува дека сепак не може да се оди без солидни пресметки во однос на тоа, но остануваме тука некаде на опашката, нели, Косово е само зад Македонија во однос на минималната плата и тоа може да се промени доколку тенденциите останат исти. Каква формула, освен разговори, нудите вие како бизнис заедница? Ние не смееме да заборавиме дека, без оглед на тоа што представуваме одреден дел од бизнис заедницата, меѓутоа не смееме да заборавиме дека ние не можеме да им укажеме на работодавачите до кога да работат, со колку вработени да работат, кога може да работат добро, а кога може да затворат. И ние не сакаме да дојдеме до таква ситуација. Не можеме да ги потикнуваме. Нашата улога е да ги застапуваме правата и интересите, меѓутоа и да го потикнуваме работењето согласено со даноци и со каде е легислатива. проблемот? Ако во однос на бруто домашниот производ, ние сме тука некаде со поголем дел од земјите на Балканот, зошто кај нас да каска минималната плата? Дали е проблемот во сивата економија, во ова што вие го рековте, инспекциите не си работат доволно добро работата, или едноставно бизнисот е алчан? Добра волја. Затоа што имаме поделеност во економијата, оние кои го бележат економскиот раст се компании претежно што работат на глобалниот пазар, а домашната економија 46% трговија, регистрирани како трговци, тие препродаваат она што може да го купат од надвор или она што може да го купат од тука. За жал, нашата економија, нашиот економски модел не се подпира на глобално производство на домашни производи и домашна додадена вредност. Увезуваме и инфлација, увезуваме и раст, увезуваме и губиток. Тука ни е проблемот во поставеноста на економијата. Односно, оние кои работат за себе, поголемиот дел од тие што примат и пријавуваат минимална плата, тие во истиот момент се и работодавач и синдикалец, односно работник. И тие не знаат и не може да им се објасни како можат да излезат сами пред своите дуќани, да протестираат, за тие самите да си дадат поголема минимална плата. Тоа треба да се разбере. Затоа велам, ние имаме наш проблем. Прилогот споредува
како се решаваат проблемите во соседните земји. Меѓутоа, нашиот пример е согласно нашето воспитание, нашиот капацитет, нашето ниво на цивилизација и нашето ниво на преговарање и на водење на диалог. Ова што го рековте и за паузата, дека ние умерено разговараме, затоа што сме подигнале по високо ниво за диалог. И затоа ви кажав, дека ние разговараме и надвор од медиумите, разговараме помеѓу нас како социјални партнери, за да можеме да дојдеме до решение кое треба да биде подобро за сите. И за да можеме исто така и да привлекуваме и странски директни инвестиции, меѓутоа и да ги потикнеме македонските компании да инвестираат. Јаревски, предпоставувам не би сакале Македонија да ја видиме последна и да каска за регионот. Како тоа да го... Македонија ќе гледаме, како што констатиравме во емисија, со многу параметри кои што иде напред, со крупни чекори. Верувам да се договорија во декември на сесијата и ние ќе имаме други параметри сега. Има ли време сега да се договорат пред да почнат протестите? Доколку се има желба за дискусија и сенс да се најде решение, секогаш има простор и владата тоа ќе го поддржи. И во прилогот се укаже дека најголем дел од овие плати што ги видовме отпочнале со примена од пред една недела, значи од нова година нааму. Ние имаме согласување во март и доколку синдикатот нема за цел да направи само протести да се оправда нивното постоење, туку има за цел навистина да се заложи за работниците, а при тоа да не направи проблеми на бизнисот, верувам дека може да се најде до решение кое што ќе биде со задоволство прифатено и имплементирано од владата. Се радувам исто така што на неколку пати беше укажано и во формалниот и неформалниот дел на емисијата дека имало моменти кај што било многу близко до договор, каде што сите три засегнати страни биле до моментот да бидат тие елементи прифатени. Се надевам дека ќе можеме да се најде решение, бидејќи, како да ви кажам, не е ова работа во која што едниот може да биде помудар или надмудрен, односно станува збор за ситуација доколку не се најде заеднички јазик и не ги сватиме сите можностите што ги имаме со цел сите да идеме напред, тогаш може само сите да ги имаат трпат последиците. Благодарам. Трендафилов, завршната рече кај вас последната минута. Има ли простор за договор или под притисок на протестите ќе се прават договори? Се разбира дека има простор за договор, но не се договорија. Има ли простор да се најде до понеделник? До 31.12.2025 година одбија да се договорат, како што одбиваат цела 2025 година, како што одбиваат од почетокот на оваа година навакај, знаејќи за состојбата во која се наоѓаат македонските работници и македонските плати. Кога не сакаат да ве слушнат на маса, мораат да ве слушнат од улица. Нема друг начин. Тоа што ние таму ќе го зборуваме на седницата на Економско-социјалниот совет, ќе аргументираме, ќе заврши седницата на Економско-социјалниот совет и ќе продолжиме потоа, да не забораваме дека минатата година, не зборувам напамет дека немаше желба, имаше само 2 официјални седници во цела 2025 година на Економско-социјалниот совет. Минатата година овој период немавме право на социјален диалог и немавме столче на масата, затоа што одбиваа да ни ја дадат репрезентативност. Потоа ни рекоа договорете се, па наместо да имаме седница еден месец за месец, како што вели и почитуваниот пратеник, ние имаме седници на 4 месеци. Работниците немаат толку време да чекаат 4 месеци, затоа надежта не е изгубена, но излегуваме на улица на почетокот на наредната недела. Не сакаат да слушнат, морам да бидам искрен. Дебатата вака ја водиме секаде, но ако гледате дека спротивната страна останува времето да продаде приказна и на зборувам од двата социјални партнери, работодавачите и владата, тогаш работниците од секој месец се посиромашни. Цела година се за 6.000 денари посиромашни и овие 1.000 денари на почетокот на јануари навистина се непријатна честитка за така ниските плати. Ви благодарам на сите тројца што бевте денеска гости во Директно, аргументирано, па очекуваме во наредните денови, недели да видиме дали и како ќе се развие и заврши ова приказна околу зголемувањето на минималната плата. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Пријатно.